Благодаря. Согласно член 77 став 2 за измена и допълнување на дневниот ред, предлагам точката 29 од дневниот ред, а тоа е извештајот за реализација на годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2021 година, бидејќи како што кажавте вие председателе за оваа точка не се створени услови, предлагам истата точка да стане последна точка на дневниот ред. Во овој извештај, да дадам кратко образложение, во овој извештај за годишната програма се потенцира дека драстично е намален воздушниот сообраќај поради ковид пандемијата и дека приливот на средствата кои ги добива агенцијата се од дел од прелетите на македонското небо, дека се доста намалени и дека се соочуваат со финансиски проблеми, затоа што состојбата во оваа агенција во која се наоѓа Агенцијата за цивилно воздухопловство во Република Македонија е катастрофална, а она што може да се види од овој извештај за реализација на годишната програма за работата на оваа агенција за 2021 година е дека не се води многу сметка за да се подобри оваа состојба од страна на владата, туку се води само сметка за да се вработат партиски кадри од СДСМ. Катастрофалната состојба особено се однесува во финансискиот дел и сите понатамошни импликации и реперкусии произлегуваат од тоа, а за жал владата не застанува со партиските вработувања, па и во 2022 година се предвидени нови 8 вработувања. 5 години се провлекуваат овие исти финансиски нерешени проблеми на Агенцијата за цивилно воздухопловство. Оваа агенција и понатаму се финансира само од еден извор на финансирање, и тоа 93,7% доаѓаат од еден извор за финансирање, а тоа се дел од прелетите кои се остваруваат над Република Македонија и сертификација на АДМАНАФ, според сите препораки од Евроконтрол, ИКАО, ЕУ и ЕАСА, потребни се најмалку 3 извори на финансирање за тело како Агенцијата за цивилно воздухопловство. Владата на СДСМ за 5 години власт не изнајдува ниту еден дополнителен извор за финансирање на оваа агенција и покрај тоа што агенцијата е во многу лоша финансиска состојба, очигледно дека изнаоѓањето на дополнителни извори на финансирање на агенцијата не е приоритет на оваа влада, туку дека приоритет е да се вработа само не